24 години на Офест практично држи еден ист концепт, а тоа да го представи најдоброто од светската музика и тоа сите меридијани, тоа значи не само англосаксонскиот меридијан и тие земји со кои доминира музиката во светот. Така да и оваа година се следи тој еден концепт без компромиси, да се избере најдоброто и најактуелното, без оглед што тоа најдобро и најактуелно не значи дека е познато за оваа публика одека и нас, зашто има своји причини, бидејќи таа музика практично и не може да се чуе кај нас, ниту на радијата, ниту на телевизиите, ниту има доволен број концерти. Целиот тој процес, како се развија публиката, поготово новите генерации, оде у малку погрешен правец, според мене, и што е производ на она што таа публика може да го добие пред се од телевизиите и така натаму. Компромис има еден, а тоа е дека ја би сакал да фестивалот биде 3 пати поголем, да има еден, бидејќи се одржува во еден летен период на една убава летна сцена која ја имаат сите земји не само во светот, туку и во регионот. Еве Тирана, например, има прекрасни отворени простори за фестивали, Софија исто. Меѓутоа и ова што се нуди е практично повеќе од реалните можности, што се разбира е малку реален и интерен проблем. Можда најголема звезда е Марија Жоао од Португал, ама нејзината музика не може да ја споиш со она од Мали на Вие Фаркатуре или на една во моментот многу голема светска група Канцониере Греканико Салентино од Јужна Италија, која е свирила на традиционална таранта италијанска и со која постигна светски успех. Се ова се различни музики, што е убавото. И тоа значи дека светот има свое богатство на музика. Има неколку елементи, во секој случај не можам да кажам дека се работи за должност. Најмалку се работи за должност, бидејќи последниве години после секој фестивал јас си го поставувам прашањето дали на Скопје му се потребни овие два фестивали. Ја можам да ви кажам некои елементи каде што водат кон одговорот не, ова на Скопје не му е потребно. Потребни се други концерти кои ги гледаме што се одржуваат. Не е затоа што ако земеме во предвид институциите кои има должност да го, ако е силен меѓународен карактер, да го поддржат фестивалот, тоа е големо прашање. Например, од минатата година прв пат и Офест и Джез фестивалот останаа без поддршка на град Скопје. Ако од град Скопје нема поддршка, значи кому е потребен фестивалот. Сега должност према публиката, тоа е исто едно интересно прашање. Тука се работи повеќе за должност во смисла на градење на публика, затоа што обата фестивали траа долго. 24 години Офест, 4 години Джез фестивалот, тоа значи се менуваат генерации. Тоа значи дека тие нови генерации треба да се воспитуваат. Тие не знаат за пред 20 години, не можеле да видат. И тука е практично борбата за секој последен човек потенцијален за публиката да го привлече со нешто што не е баш доминантно и брендовски, бидејќи обата фестивали практично не нудат комерцијална музика. Ја дури викам дека овој фестивал треба да потпадне под Министерство за образование, бидејќи
И двата фестивали имаат едукативен карактер. И може да ви кажам дека ние загубивме, можеби и 50% од сталната публика, млада, да кажеме студентска и постстудентска, која е замината од земјата. И тоа јас лично може да го оценам. Меѓу време тоа се пополнува со нешто друго. Имаме се поголем број гости поради самата програма од Европа на фестивалот. Тука не мислам на професионалци, директори на фестивали и така натаму. Што доаѓаат. Меѓутоа лани се изненадев кога влеговме, пошто во онлайн продажбата може да видиш структурата на гостите за джез фестивалот, а лани навистина имаше исклучително ексклузивна програма джез фестивалот, дека половина кои купиле карти биле странци, кои ние и не ги знаеме. Може би ќе ви звучи тоа малку перверзно или било како. Обата фестивали имаат, тоа ја обично јавно и не го кажувам, изворена меѓународна репутација. И се култни во светот. Затоа, например, обата фестивали се членки на две најзначени еснарски такви здруженија, поддржани и од Европската унија. И мене таа репутација ми годи и затоа тука нема компромис у програмата. Сакам да го сочувам тој висок рейтинг на фестивалот, тоа мене ми годи. Како тие мои колеги пошироко од сите континенти се изразуваат и како гледаат на овие два фестивали. Ако јас чекам од Скопје да има одредена групација на луѓе од институциите тапшаат по раме и ти зборат убави работи за фестивалот, поготово оние кои директно требе да помогнат во неговата не организација, него во неговата поддршка пред се финансиска. Ако чекам на тие такви да кажуваат убави зборови, јас ти реков пред да го почнеме разговорот, тие дури не креваат и слушалки на телефон, тогаш подобро е да не се прават фестивали. Денес има некои джез фестивали што го менуваат името го префиксот джез, па некои ставаат фестивали на импровизирана музика, или фестивали на нова музика, или фестивали на креативна музика, што е сосема во ред, затоа што тука стилските граници се шират, што у време на глобализмот како влијаат едни на други музики се разбира нормална работа. Конечно, на крајот на краиштата не постои нешто што можеш да кажеш джезот е добра музика, а оваа другото е лоша музика и така натаму. Иако јас сум остро против тоа, има такви љубители на джезот кои не сакаат друго да слушаат, зашто во суштина постои добра и лоша музика. Постои и лош джез, значи кичот и тамо може да го има, меѓутоа не можеш да го издвоиш. Джезот ова е джез, а ова е поп или рок. Конечно, например, најголем број креативни работи во историјата на музика баш се случила во поп и рок музиката. Мојот интерес, бидејќи тоа ме прашавте, започна во доцните 60-ти години, кога по игра на дури на некои случаеви дојдов у поблизок допир со музиката на Рей Чарлс, музиката на Майлс Дейвис и, например, со бразилската музика. Тука има некоја своја лична, приватна категорија и така дале. И тоа понатаму почна да се шири.
70 години јас, иако мојата професија беше друго, електроинженер и работев во предаватели врски во македонската радио телевизија, тогаш водев на радио емисии за джез и пишував за екран и потоа редовни колумни во Нова Македонија музички. Джез фестивалот дојде подоцна. Значи, после едно ова искуство има една своја историја која треба многу време да се раскаже. Како започна, кој све учествуваше во тоа и започна, значи, годината која ви ја кажав, првите неколку скромни години по углед на тогаш некои југословенски фестивали, а меѓутоа од крајот на 80-тите години тој веќе прерасна во едно високо интернационално ниво кое има причини како и зошто се држи без падови и големи скокови. Зашто во секој случај искуството мое кажува дека е полесно од нула нешто да се издигне, ама у тие времења сега е тешко за такво нешто, а дека е далеку потешко да со години се сочува квалитетот. Прво гледа дека се работи за топла земја, дека се работи за топли луѓе. Тука е многу бичен нашиот однос, затоа што и они се разбира од тоа живеат, доаѓаат да земат некои пари и така натаму. Меѓутоа, нив им е многу важно како и ќе бидат примени. Тоа значи дека ние прво имаме една прекрасна екипа на луѓе која се труди да биде нивни домаќин и тоа го работи на прекрасен начин. Се разбира, помага тука што Македонија има и добра храна. Ако што ние сакаме без оглед на дополнителни трошоци да останат уште ден-два плюс, тие денови не ги оставаме како другите фестивали да прават што сакаат, него тоа не кошта скапо, него ќе ги однесеме дали до Водно, до Пантелеймон, Свети Спас или вамо или онамо. И се разбира дека тука имаме ние своје наследство кое е прекрасно. Значи, ние многу водиме сметка за сите овие работи, што на некој начин во крајна линија излегува дека уствари ние им создаваме малку и лажна слика за Македонија. Пошто ние си ја знаеме сликата за Македонија. Еве, пример да ви кажам, секогаш избегнуваме, кога има ден плюс и така, да ги носиме на плоштад, да ги видат тие сите грдоси на плоштадот и околу него што се програмата се крчка негде од ноември-декември, него по завршетокот на фестивалите, тоа е чувство на секој организатор, има чувство на пукнат балон, поради самата и динамика и на работата, и повеќе е прашање дали ќе го има, еве, една средна година, со оглед на страшниот пад во финансирањето на обата фестивали и каде се движи земјата на тој правец, економски свет, сепак тоа е еден предуслов. Иако тоа прашање, мои блиски пријатели ќе кажете, чекај, секоја година го поставиш, па пак има прекрасна програма, секоја година имаш исти проблеми. Да, точно е. Тоа, иако проблемите само се зголемуваат, и тоа се разбира и дека јас сум сигурен дека и до година ќе го биде фестивалот и ако го биде, може да го биде само со квалитетна програма. Значи, тука не може да дојде
Тоа сум одговарал на вакви директни прашања. Дали е окей годинава, значи буџетот, например, дозволува да се направи еден концерт само, добар, а другото еве од регионот нешто ќе собереш, па да е така чуваш традицијата. Меѓутоа, тоа би значило еден голем пат. Ако ќе падне, нешто такво после тешко се станува. Не се станува лесно. И тоа не може да се случи затоа што ако се дојде до таа ситуација, јас сум повеќе расположен да ги престанат фестивалите.